Ракометарите на Радовиш на едно коло пред крајот на плејофот на првата ракометна лига го обезбедија баражот за можен влез во Суперлигата, со што радовишани ќе бидат пред можноста за експресен камбек во ракометната елита на Македонија. Радовиш по една деценија помината во Суперлигата, лан испадна од Суперлигата и во првата лига, успеа да стигне до второто место и баражот. Во рамки на четвртото коло од плејофот се случи тренерската смена во тимот на Радовиш, па така на местото на Љупче Мијалов дојде тренерското дуо Спасе Ѓоргиев и Александар Долуров, со што овие двајца поранешни ракометари на Радовиш го прифатија предизвикот да го водат, но сега од тренерската клупа. Младите тренери со одлични игри го положи испитот и го обезбедија баражот, што беше цел на Радовиш. Пред Радовиш е само надпреварот со Енерџијата шампион, кој се игра на домашен терен, односно во спортскиот рекреативен центар 25 мај, меч во кој Радовиш е апсолутен фаворит за 3 бодови. Па овој надпревар за нив ќе биде и тренинг надпревар пред важниот клучен надпревар, односно баражот за Суперлигата. Три екипи се можни противници на Радовиш во тој бараж надпревар, а на едно коло до крајот во плей-аутот на Суперлигата останува прашањето кој ќе биде противникот на Радовиш. Таму лидер е Еврофарм Пелистер 2 со 33 бодови на своето конто. Прилеп е второ со изброј на бодови, а па Куманово е трет со 32 бодови. Во последното коло Куманово зависи само од себе, ќе игра во автокоманда против веќе отпаднатиот Мултиесенс, а пак Прилеп и Еврофарм Пелистер 2 играат во меѓусебен дуел, па многу веројатно дека поразената екипа од овој надпревар ќе биде трета и ќе игра бараж, ако под услов Куманово триумфира во автокоманда. А ако Куманово загуби во автокоманда во тој услов без разлика на исходот во пелагониското дерби, Куманово ќе игра бараж против Радовиш. Овој викенд ќе се комплетираат надпреварите од последното коло, а потоа во завис од тоа која екипа ќе игра бараж и ќе се утврди градот, односно салата, домаќин на баражот за пополнување на последното место од Суперлигата. Како што претходно објави телевизија Ебнет, екипата на Бесинов од Велес без ниту еден пораз обезбеди прво учество во Суперлигата, а од истата поради драстичното кратење на лигата испадна Аеродром кој беше исклучен од надпреварувањето, Скопје, Голден Арт, Мултиесенс и Вардар од Неготино.